Така бети добар ден од Битола. Велопатеките били и ќе останат насущна потреба на Битола. Она што јас и мојот соговорник овде го знаеме од граѓанската иницијатива Битола на точак е дека нема предизборна локална кампања каде што политичките партии не ветуваат и каде што велопатеките не се високо на нивната предизборна агенда. Како што кажавме, гостин е Виктор Илиев од граѓанската иницијатива Битола на точак. Господин Илиев, годишно имате 1 до 2 акции. Јас паметам дека нема локален политичар кој не дошел да се качи на велосипед. Да, вправо сте. Значи, порано работевме секој месец, значи тоа се граѓански протести на точак, така наречени критични маси. Значи, мобилизираме критична маса на народ која што е свесна за прашањето кој што го застапуваме, значи велосипеди, значи урбан велосипедизам во градот. Така да минативе години пополека се изгради, значи, свест, доволно критична маса на народ и наратив за сите да го разберат, да ја разберат потребата од тоа и градот малце да планира поправилно урбаната мобилност во градот. Народот доаѓа, политичарите доаѓаат, така да се гледаме, дискутираме и на настаните со нив и сите се свесни за големата потреба во градов за покрај автомобилски да има и велосипедски превоз. Но на една од последните општински седници, токму актуелниот проект на локалната власт не доби зелено светло. Како тоа го доживеа? Па политичарите разговарат, го менуваат наративот, се однесуваат во различни ситуации, позиција, опозиција различно. Меѓутоа, ние пробуваме да ги сватиме зошто е тоа така, пробуваме да ги разјасниме работите. Ние како граѓани некои внатрешни процеси во општината не ги разбираме. Токму затоа денес имавме јавна информативна сесија, не само за политичарите меѓу себе да си зборуваат за проектите, туку ние како да му ги доближиме на граѓаните, заинтересираните граѓани, подобро што тоа значи. Така да денес гледавме, значи пробавме да разјасниме дали конкретно за проектот се работи, дали почнува да отсуствува поддршка за проектот велосипедски патеки или нешто друго. Денес она што видовме дека фактички самиот проект влегува во поширока програма за локален економски развој, која што програма како таква не се усвои ажурирање на програмава, а проектот доаѓа подоцна во исполнување на програмата. Инаку ова денес на ваша пладневна, а и така да ја наречам сесија, ја прифати и многу други градови. Значи, Младинската асоциација ИМКА Битола, која што е дел исто, значи, учествуваме во Битола на точак како иницијатива, има во еден поширок проект кој што се нарекува мобилизатори на заедниците низ цела држава, каде што организациите идентификуваат одредени предизборни ветувања и ги следат општините во кој дел ги исполнуваат и до кај се. Ние за Битола, сметајќи ги потребите на граѓаните, гледајќи колку е прашањево важно, го зедовне токму ова предизборно ветување, кое што не е само на политичарите кои што во моментот се на власт, туку буквално на сите политички партии кои што го имаа вклучено во нивните предизборни програми. И токму затоа ова го одбравне и го следевне во минатите 2-3 месеци што се има случено од аспект на документација во општината, интервјуа со луѓе и да видиме до кај сме и што може да очекуваме следниот период. Чинам дека на днешната сесија имаше и експерти од сообраќајниот одсек на техничкиот факултет. Кои беа нивните ставови и излагања? Па добро, да, значи на сите клучни што се настани пробуваме да ги разбериме аспектите кои што се потребни за народот, нели да свати од аспект на техничка документација, нели директорка од јавното претпријатие за урбанистичко планирање, од општината процесите ги знае секретарот најдобро, од експертска анализа, да речеме за урбана мобилност со сообраќајен факултет. Така да од аспект на експерти евидентна е потребата. Сите се сложуваат, не само тие, туку и сите други гости, дека има Битола потреба од растеретување на сообраќајот. Ние имаме град кој што е проектиран за 10.000 возила, а моментално имаме скоро 30.000 моторни возила. Тоа е така затоа што градот се планира и проектира некако стихино, не обрнувајќи внимание за другите типови на движење низ град, како на пример пешачење, возење точак, јавен превоз и така натаму. Така, вие како граѓанска иницијатива имате и своји одредени анкети. Што говорат тие?
Анкетите, значи, ги правиме за да видиме граѓаните на кои начини се движат во градов, кои начини би ги преферирале, зошто одредени начини ги избират пред другите. Така да сега од последната, значи ние правихме во 2015, 18 и сега 23, она што гледаме е дека моментално се зголемува возењето на коли во градот на секои 2 години, значи се повеќе се вози тоа. Од аспект на возење точаци, граѓаните се чувствуваат небезбедно. Токму беше тоа следното прашање. Битола важи за еден од градовите кој според глава на жител има многу возила, тесни улици, тесни сокаци. Како е да се вози велосипед низ Битола? Колку е тешко или безбедно? Како учесник во сообраќајот, јас ќе кажам дека е небезбедно, меѓутоа бидејќи доста години го практикувам, треба да бидам екстремно внимателен. Од аспект на луѓето кои што ги анкетираме, значи, кажува дека не е безбедно во голем дел или делумно безбедно. Многу мал процент, значи, од граѓаните велат дека се осеќаат безбедно во сообраќајот на велосипед. Колку моментално имате, ево, така да речем, идеални патеки и колку луѓе по нив велосипедисти се движат? Битола не може да се речи дека има велосипедска инфраструктура како град. Значи на 2 места, значи во градот има исцртани велосипедски патеки во многу мала должина од 1 километар нецел. Она што очекуваме е дека со овој проект кој што сега е во екот, нели, на јавна дискусија и усвојување така натаму, Битола ќе има дополнителни 5 километри велосипедски патеки, кој што е некаква основа за почеток, за да почне да се размислува и за надградба, проширување на таа инфраструктура. Од аспект на колку граѓаните возат, и на ниво на држава, и на ниво на град, има, значи, државата не го перцепира велосипедскиот сообраќај како опција многу и дури не се ни мери. Се разни статистики и индикатори има за моторни возила, се, меѓутоа пешачењето и движењето на велосипед не се перцепираат како модел, како што е тоа на запад, кои што имаат различни стимулативни мерки за овие два типа на возење. Минатогодишната статистика вели дека во малопродажбата во Битола продажбата на велосипеди беше зголемена за 40%. Мислите дека тоа се должи на економските кризи или се подобри оваа култура? Прво, јакнење кај граѓаните, постои јакнење на граѓанската свест, прво за сопственото лично здравје, второ за загадувањето, трето, граѓаните сваќаат дека во кола многу поспоро во овој метеж во градов, сообраќајен метеж, во кола многу поспоро ќе стигнат до посекуваната дестинација. А додека точекот за градови како Битола под 5 км пречник е докажано дека е најбрзото средство за движење низ град и тоа го разбират тие. Кога вие би решавале, кои се според вас најидеални оние делници кои уште утре може да се почне ево со реновирање и адаптирање на велосипедски патеки? Генерално, кога се планират велосипедски патеки, тие во концентрични кругови се планират насекаде низ светот. Битола, значи, она што бараме е еден главниот концентричен круг, првиот, значи, да го испланира. Со овој проект, значи, половина од истиот е предвиден, така да е почеток, меѓутоа, значи, улиците Генерал Васко Карангелевски и Партизанска, меѓутоа останува булеварот 1 мај да се најди паметно решение и поврзувањето на булевар 1 мај со Партизанска. После тоа, значи, има и други опции како да се изгради или да се воспостави во градов велосипедска инфраструктура, а да не биде само со велосипедски патеки. Има и други решенија. И за на крај што она што би му порачале на битолските советници кои секогаш велат дека се ваш партнер, без разлика на која опција припаѓаат. Оно што на советниците секогаш му го порачуваме е да гледат секогаш малце подалеку од нивниот предизборен временски праг, да речем, од 4 години. Малце подолг временски хоризонт од барем 20 години нанапред, ако ја одзумират сликата, сите ќе сватат и потребата и дека сите овие денешни што се ги имат разлики помеѓу нив, дека по 5 години може ќе бидат и релевантни. И благодарам за разговорот. Бети, ова е се од Битола во однос на потребата од велопатеките, а колку овој глас ќе допри до оние што одлучуваат,
ќе се почувствува уштуте на седницата, каде што според мои информации повторно ќе биде вратена и оваа точка.